Тече и последната недела од предизборната кампања за вториот круг од локалните избори. Кандидатот за градоначалник на Скопје од ВМРО ДПМН Ѓоргиевски во објава на социјалните мрежи најавува чистење на депониите, подземна сообраќајница и нови градски автобуси. Чисто Скопје ветува и неговиот против кандидат Амар Мециновиќ од Левица, кој во неговото последно јавно појавување најави дека ќе соработува со градоначалниците на сите скопски општини за решавање на проблемот со сметот по скопските улици, а најави и централи за преработка на комуналниот отпад. Ставовите и визиите за главниот град пред гласањето в недела, Ѓоргиевски и Мециновиќ ќе ги вкрстат утре во финалниот дуел кај Иван на Канал 5 телевизија. Депонијата Вардариште конечно ќе биде исчистена и на неа ќе никне новиот парк, новите бели дробови на Скопје. Дополнително ќе бидат исчистени и сите депонии во главниот град, а сите отпади ќе бидат соодветно истретирани по европски регулативи. Ќе влеземе веднаш во соработка со сите скопски градоначалници, со централната власт, со секој, како и со санирање на состојбите во комуналното предпријатие, за да се спречи дополнително продлабочување на оваа здравствена криза. На една недела пред вториот круг кампањата за локалните ја продолжија и кандидатите за центар. Мирослав Лабудовиќ од Знам најави бесплатни работилници и финансиска поддршка за пензионерите од оваа скопска општина. Кандидатот на СДСМ Горан Герасимовски пак ветува обновување на фасадите и поставување на фотоволтаици на општинските објекти и училиштата во центар. Општина Центар ќе организира бесплатни работилници, патувања и други активности за поголема општествена вклученост и дружење. Центар ќе биде општина што се грижи за сите генерации. Ја зголемуваме енергетската ефикасност на зградите. Станарите добиваат субвенции за нови енергетски ефикасни фасади, со што ги намалуваат трошоците за грејење и ладење, а истовремено добиваат современ и уреден изглед на своите згради. Кампањата ја продолжи и кандидатот за градоначалник на Кичево од ВМРО ДПМН Александар Јовановски, со најава за обновување на шумскиот појас и нови садници за почист воздух во оваа општина. Еден дел од тој шумски појас се уништи со несовесно користење и дел со изградбата на големиот проект за автопатот, кој ќе не поврзува со Охрид. Кога ќе дојдам за градоначалник, веднаш ќе преминам кон пошумување и враќање на старата шума, со што ќе допринесеме за почист воздух. Предизборната кампања завршува в петок на полноќ, а во вториот круг ќе се гласа во 33 општини низ државата.